Овие луѓе во првите повојни години единствена нивна дом, единствено место каде може да го најдат сопствениот идентитет, бидејќи не се прифатени од својот сопствениот матичен народ, се крстат во исламот. Значи исламот е нивната куќа во која тие може да го барат идентитетот, бидејќи не се прифатени од другите. И тогаш, значи, бараат, бидејќи југословенската држава во овој период после 45 е атеистичка држава, ја забранува религијата. Значи, тие се наоѓа загрозени во таа држава каде нема религија. И секако се свртуваат кон Турција, кон матичната држава на исламот за турското население во Македонија, за неголемиот број муслимани кои живеат во Македонија, и овие македонски муслимани фактички бараат да бидат дел од процесот, односно од реката на преселници, муслимани, турци, дели албанци, кои ќе се свртат кон Турција. Прво, како една земја каде ја сметат како муслиманска татковина, каде ќе можат слободно да ја декларира својата религија, и второ, како држава каде што нема да биде забранета приватната иницијатива, бидејќи дел од турското население, од другото и целото население го губи приватниот бизнис во овој дел со мерките на конфискација, национализација, поддржувување на приватната собственост. И овие луѓе се свртуваат, значи, кон Турција. Во годините непосредно по Втората светска војна имаме појава на национална неопределеност на дел од муслиманските популации или поточно варирање на нивната идентификација, која беше дел од процесот на иселување во Турција. Силниот миграцијски бран, што ги опфати македонците муслимани, ја влоши положбата во изградбата на соодветна инфраструктура како неопходен услов за побрз развој на тие краеви и нивна подинамична интеграција во севкупниот општествен живот. По стивнување на масовната миграција, веќе при крајот на 50-тите години на 20-тиот век, полека почнува да се менува сликата на една вековна непроменливост. Се започна со изградба на патишта, електрификација, водоводни мрежи, училишта, здравствени установи, производни погони, кои општо земено беа далеко од вистинските потреби на населението, но сепак представуваа видлив исчекор. Во процесот на индустриализација, кој во Република Македонија започна малку подоцна во однос на другите републики заради околностите за време на судирот со Информбирото, веќе во 60-тите години се забележуваат видни резултати, особено на планот на дрвната, металопреработувачката, хемиската и текстилната индустрија. Во овие рамки во 1963 година во Жировница е отворен погон за преработка на дрво, Бреза Жировница, кој до 1970 година работи како погон на треска Скопје, а потоа доживува различни трансформации според промените на самоуправниот општествен систем и тогашната организација на стопанскиот живот во државата. Ваквото работно ангажирање на локалното население привремено го запре бранот на миграции и создаваше можности за востановување на една интеграцијска политика. Паралелно со отворањето на стопански погони, се посвети внимание и на развојот на училишната мрежа и образованието. Така, например, беше забрзана постапката за градење училишта во селата во Требиште, Велебрду и Битуше, со цел за окружување на образовниот систем и издигнување на повисок степен на образованието во овие краишта. Во 1970 година беа собрани 7000 потписи од локалното население во општина Ростуше и испратена петиција до Собранието на Република Македонија со барање за отворање гимназија, а со цел и средното образование да биде подостапно за учениците. Со тоа родителите ќе ги скратат финансиските средства кои морале да ги издвојуваат за школување на своите деца во средните училишта во Дебар, Гостивар и други градови. Во 60-тите и 70-тите години се преземени мерки и за изградба на модерни амбуланти и болница, со што ќе се заокружат потребите на населението во областа на здравството. Истовремено низ речиси сите села се градат водоводи за снабдување на населението со вода, потоа канализациони мрежи за одвод, се поврзуваат селата со електроенергетскиот систем за снабдување на населението со струја, се градат пошти и така натаму. Осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година во посебна држава значеше завршување на претходниот и отпочнување на нов период. Беа преземени мерки насочени кон стабилизирање на самостојноста и независноста во меѓународни рамки, а воедно и мерка за мирен излез од Федерацијата.
Република Македонија по осамостојувањето, покрај тешката и макотрпна работа за признавање на меѓународен план, ја очекуваше и огромна работа на внатрешен план, донесување низа закони за активно функционирање на државата, потоа низа мерки во областа на стопанството, со цел негово подобрување и така натаму. Наместо прогресивни чекори, со моделот на приватизација на стопанските капацитети, дојде до нарушување на стопанскиот живот. Сите овие нови услови не беа наклонети кон создавање на поблагопријатна општествена и политичка клима во државата, за свртување кон проблемот на интеграција на македонците муслимани. Тие повторно со години останаа како изолирана енклава, врз која се прекршуваа различни политички влијанија на новоформираните политички партии. Од 1991 година на некој начин ова население се почувствува дека нема припадност и тука се најдоа дел на групи од нашите комшии, од албанската популација, турската популација, кои сметаат дека е сега моментот што треба да го искористат и да ова население на некој начин го припајат кон себе и една група да станат или турци или албанци. Јас не им се лутам на албанците, ниту на турците, затоа што тие си чекале своја погодна прилика тука за да ја искористат. Вината сепак треба да ја насочиме и кон државата, Република Македонија, нормално во тој период кога се осамостојува Македонија и кога имаме период на транзиција, нема се уште изградено национално чувство за ова население, дека треба да му се подобрат условите на некој начин и дека ова население од ден на ден може да биде асимилирано од нашите комшии. Македонците муслимани ја делат судбината со сите граѓани на Република Македонија, жртви на транзицијата, но кај нив можностите за ревитализација или за зафаќање со некоја друга дејност беа далеку потешки заради слабата образовна структура, недоволната развиеност на регионите и така натаму. Затоа, во најголем број случаи, излезот повторно се бара во емигрирање, кој сега е главно од економски причини и е насочено кон западноевропските земји – Германија, Швајцарија, Австрија, а пред се Република Италија. Покрај развојот на стопанството, како неопходен услов за запирање на миграцијата и побрз развој на овие неразвиени делови од нашата република, едно од најболните прашања остана националната интеграција, односно целосното вклопување на македонците муслимани во рамките на македонската нација, како нераскинлив дел од македонскиот народ, чие мнозинство припаѓа на христијанската вероисповед, православни или католици. Прв пат може би властите се свртуваат кој овој дел од македонците некаде во 70 исто така, значи 70-71 година, кога тогашниот председател на комунистите доктор Славко Милосавлевски дава една јавна изјава низ весникот и тоа е прва таква забележена на јавна изјава дека македонците со исламска вероисповед се интегрален дел од македонскиот народ. Па почнува да се формираат некои фолклорни, културно-уметнички друштва, како што ќе се формира друштвото Радика, кое во најголем степен ги негува овие специфични, прекрасни, значи народната традиција на овие луѓе, фолклорот, песните, обичаите, прекрасната храна, сето она што тие го наследиле од своите предци, односно кое е дел од нивната македонско битие и нивната македонска традиција. По осамостојувањето на Република Македонија, во транзицискиот кошмар на разнебитување на многу државни стопански субјекти, истовремено македонците муслимани, во рамките на плуралистичката сцена, беа изложени на политички манипулации и оставени речиси сами на себе да се справуваат со различни проблеми од општественото живеење, а пред се со економските, но и политичките. Едноставно, македонците муслимани во овој период биле население кое, така да се каже, сите го грабале и разграбувале. Тие станале производ за пазар, изложен на политичките тезги. Македонците муслимани служиле само за дополнување на планираниот број гласови во сите региони на Македонија. Ваквата состојба особено беше поволна за албанските, турските и муслиманската партија на бошњаците, кои за да го придобијат како гласачко тело, во своите кампањи во преден план ја ставиле верската припадност на ова население, занемарувајќи ја и омаловажувајќи ја македонската национална припадност.
Во 1976 година, група на интелектуалци, меѓу кои тогаш како младинец бев и јас, за прв пат се организиравме и во село Ростуше ги формиравме културно-научните манифестации на македонците муслимани. Тогаш, како што функционираше државата поранешна Југославија, ние бевме под капата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Република Македонија и можам да кажам дека првите години имаме и текако добри резултати, со тоа што одевме од село до село, од куќа до куќа, за да можеме да си ги присобереме нашите луѓе, да им објасниме за какво население всушност се работи и да им објасниме дека всушност исламската религија може да биде само предност, а не хендикеп за припадност на македонската нација. Така очекувавме да бидеме сватени и третирани од страна на официјалните државни институции, и така всушност и во почетокот беше. После осамостојувањето на Република Македонија, значи 90-тите години, кога всушност таа институција, културно-научни манифестации, таква каква што беше формирана, не можеше да обстои, кога се формира политички партии во Република Македонија, ова население повторно, поради собствените гледања на состојбите, лојалноста кон државата, 90% се зачлени или учествуваше во работата на политичките партии од македонскиот политички блок, што на некој начин ни даде надеж дека тој тренд на осознавање и на интеграција на ова македонско население во собствениот македонски народ ќе продолжи. Втората иницијатива за интеграција на македонците муслимани е доставена до владата на Република Македонија, предводена од Никола Груевски. Со оваа иницијатива, иницијативниот одбор побара од државата да се престане со понатамошното разграбување и однародување на македонците муслимани од страна на албанските и турските партии врз основа на верската припадност, а воедно да престане и индиферентноста на државата, односно Република Македонија, активно да го интегрира овој дел од македонскиот народ кон сопствената македонска нација и држава. Причината за интеграцијата, за забрзената интеграција на македонците муслимани во после 2006 година е една единствена, заложбите на председател на ВМРО ДПМН господин Никола Груевски и премиер на Република Македонија за ова население почувствува дека има потреба од интеграција, односно недоволна е претходната интеграција на ова население и даде многу можности за ова население. Ги набројав претходно кои функции ги обавуваат моите сограѓани, за разлика од претходно кога ни со проекти, ни со кадровски решенија, ништо во изминатиот период до 2006 година, освен некои мали функции кои што ги обавувале претходно некои луѓе, во овој период едноставно се дава можност на овие луѓе да управуваат со дел од државните институции. Запиравме на еден пратеник во парламентот на Република Македонија. Сега имаме 3 пратеници од една политичка партија. Затоа сметам дека овие граѓани треба да се продолжи грижата за овие граѓани од страна пред се, од страна на државата. Клучен фактор тука дефинитивно имаат политичките партии кои што раководат со оваа држава, да не се повтори во иднина тоа што се случуваше пред 2006 година, туку и понатаму со голем замав македонците муслимани да се интегрираат во оваа држава, да има голем број затоа што станува збор за една голема бројка кој што ја има во Република Македонија. Ова би сакал да спомнам дека е една поддршка која што за прв пат и се случува, можеби во последниве години поинтензивно, и сакам да напоменам дека владата навистина посветува внимание на нашиот регион, на нашата општина пред се, со оглед на фактот што и населението е најголем процент се македонци муслимани. Ова е една отворена, подадена рака на ова население од страна на владата на Република Македонија, пред се предводена од ВМРО ДПМН, и сметам дека досега иако имало поддршка, меѓутоа сметам дека ова е најголема со оглед на фактот што ете и се понуди и представници во
парламентот на Република Македонија, веќе тројце има, така да сметам дека ова треба да продолжи, иако би сакале ние како регион, односно како општина пред се да имаме некој во извршната власт, односно значи кој што на некој начин би ни било уште повеќе од корист со оглед на фактот што сме и малку пооддалечени нели територијално, 100 километри сме до Скопје, кога би имале човек таму уште би било таа помош поголема. Вториот значаен економски чинител за економска интеграција и економскиот развој на овие региони, населени со македонци муслимани, е помагање на приватни инвеститори од земјава или странство за отворање на мали или средни индустријски капацитети, во кои би се вработило голем дел од невработеното население и би се запрела миграцијата од овие региони. Вакви капацитети би можеле да се отворат од дрвопреработувачката индустрија, отворање на капацитети од туризмот, капацитети за производство на екопроизводи, мед, земјоделски производи, производство и преработка на млеко и друго. Зајакнувањето на економијата и решавањето на економските проблеми представува најприоритетно прашање за интеграцијата на македонците муслимани, бидејќи сите тие без исклучок се едногласни во ставот дека е запоставен економскиот развој во регионите каде живеат. Според мене, за да почне тој процес на интеграција, треба да се нафрлеме на неколку клучни прашања што треба да се разгледаат. Првиот секако е економскиот фактор за да се вклуча ова население. Во кој дел би одело? Првата задача е развој на самиот регион, особено патната инфраструктура, да се даде поголемо значење на развој, како што сега владата на Република Македонија тоа го прави, инфраструктура, патната инфраструктура, дали е на регионална или општината на локално ниво. Вториот значаен сегмент кој што би требало да се даде во овој економски фактор е секако развојот на приватниот бизнис и давање бенефици од страна на владата на Република Македонија, со што населението би можело да се вклучи во овој дел, оние кои што се во можност, а имаме голем број да население во странство, кои што можат да вложуваат со одредени елементи за да можеме развојот да му даваме некакво поголемо значење. Во оваа интеграцијска политика да кажеме дека е уште еден многу битен фактор кога станува збор. Субвенциите кои што сега се делат би можеле да продолжат и понатаму, бидејќи овие региони на Долна река, сега зборувам конкретно за нашиот крај, би можело повторно сточарството да заживее, бидејќи е замрено до нула, може да заживее пчеларството, може да заживее туризмот, екотуризмот, што значи дека нашиот регион е богат со природни богатства, само треба да му се даде можност и на самото население преку одредени субвенции, помош, за да може и на туристички план мало да се издигне, а населението да екзистира. Третиот столб, може би еден од најзначајните, е интеграција на македонците муслимани во образовниот систем на Република Македонија. При тоа, како и во другите сфери, не може да се занемари штетното влијание на транзицијата, која предизвика нов бран на миграции, така што дојде до драстично намалување на бројот на децата, особено во општина Ростуше. Овде може да се спомне податокот дека со почетокот на учебната 2003-2004 година веќе е видлива жалната слика на децата во основните училишта, особено во Жеровница, Требиште, Ростуше, Скудриње, Могорче. Во почетокот на 90-тите години, во споменативе села имаше по неколку паралелки во прво оделение, а во наведената 2003-2004 учебна година по неколку ученици. Училиштето во село Битуше, поради немање доволно ученици, беше затворено во 1997 година, а децата своето образование го продолжија во училиштата во селата Велебрдо и Ростуше. Така со појавата на плурализмот и делувањето на турските партии, со помал интензитет на албанските политички партии, најголем дел од населението на општина Жупа, иако по потекло македонци муслимани, се изјасниле како припадници на турската, односно албанска националност. Покрај тоа, родителите од Жупа, Папрадник, од владата на Република Македонија, издействувале наставата што се изведувала на македонски јазик во основното училиште да се замени со настава на турски јазик. Денес децата, во најголем дел од селата во овој регион, слушаат настава на турски јазик, освен во селото Брошница, каде настава се изведува на македонски јазик.
Во општина Струга, особено во село Лабуништа, најголем дел од македонците муслимани денес се декларираат како албанци, а наставата во училиштето во Лабуништа, каде се изведуваше на македонски јазик, е заменета со настава на албански јазик. Во Тетовскиот регион, особено во селата Урвичи и Јеловљане, слична е состојбата како во Кичевскиот и Струшкиот регион. Четвртиот столб е културна интеграција во рамките на Република Македонија. Во овој контекст мора да се тргне од фактот дека со истакнувањето на културните вредности на македонците муслимани, директно се истакнуваат и културните вредности на македонскиот јазик. Главно подрачје на културната интеграција е негувањето на народната музика, односно изворните народни македонски песни од овие краишта, преку кои е отсликан животот на ова население. Добро би било повторно да отпочне со работа културно-уметничкото друштво Радика, кое негуваше народни песни и игри од македонците муслимани. На културен план, презентирањето на народните носии, сликарски дела од ликовни уметници или фотографии на изложби и поттикнувањето на издавање на книги за историјата и животот на македонците муслимани, како и друго творештво, какво што со својот квалитет е она на Саме Лимановски, ќе помогнат и во афирмацијата на повеќе образовни кадри, кои истовремено ќе бидат репрезенти на културата на македонскиот народ и македонската држава. Карактеристичен четврти слоб е развој на културната, односно културната интеграција на македонците муслимани во рамките на самиот систем. Тука каде би го насочил, односно каде би укажал, преку народната песна, која што негувањето на чистиот македонски јазик, изворните песни, кои што постојат од овој крај, секако преку песната едноставно се докажува и самиот корен, самата основа на ова население. Тука, понатаму, преку изложби на носии кои што се карактеристични за овие региони и промените на самите носии, едноставно би се запознало не само во Македонија и пошироко би се дало поголема примена. Многу малку пишаниот збор во изминатиот период преку културните манифестации одеше сега, како да е замрено пишувањето било за историјата за ова население, традиции, обичаи, носи, едноставно и тука може да се даде на делно образовни кадри да дадат свој допринос. А преку овие дела, едноставно, особено формирање на едно културно-уметничко друштво кое што беше формирано, постоеше тоа Радички бисер, кој што беше столб и презентер не само во Македонија, туку и надвор на сите културни традиции и обичаи од нашиот крај, кои што, за жал, сега се оставени на сосема друг план. Петиот столб секако би била и политичка интеграција на македонците муслимани. На овој план, после 90-тите години, настана огромен празен простор во Македонија на полето на политичката интеграција на ова население. Македонските партии како да ги заборавија, но затоа пак на почетокот беа користени како гласачко тело, односно во борбата за гласови од страна на политичките партии на албанците, турците, бошњаците. Овие етнички партии го насетија празниот простор за гласови и почнаа политички да го злоупотребуваат за реализирање на своите политики, со истакнување дека ова население со исламска религија како такво треба да припаѓа на албанскиот, турскиот или муслиманскиот народ. Во овој период продолжи пропагандата на бугарската држава, која со барање корени за бугарштината почна да ги привлекува со издавање бугарски пасоши и лесно заминување во Европската унија. Така во последно време, се поголеми пожестоки се притисоците и на Бугарија, особено во областите Гора и Голобрдо. Целта на бугарската политика е овие македонски муслимани да се представат како етнички бугари. Во косовскиот дел на Гора постои издружение на бугари мохамедани, муслимани. Ние 2001 година промовиравме тројца народни учители на македонски јазик во Косово. Меѓутоа, не се изборивме правилно за да го прифатат македонското малцинство во Гора. Еве како. Ние избрзавме да го признаеме Косово како држава, први кажаме да, вие сте држава, иако никој не праша некого што ќе поставиме услов за да го признаеме, што треба они да ни дадат на нас.
Предпоследниот столб или последен столб секако политичката интеграција и довербата кон овие кадри кои што без разлика на која политичка партија, на која политичка опција од македонскиот блок би било убаво тука сите политички партии наместо да го делат ова население заедничко да изнајдат еден елемент за своји представници. Последниот пример е направен тоа го има направено ВМРО, да помане со Никола Груевски, со 3 представници, давање на можност дека навистина можат да бидат добри презентери и не само презентери, и заштитници на ова население за одредени прашања, затоа што сега во овој период имаме 3 представници во собранието, највисокиот орган на Република Македонија, односно собранието на Република Македонија, со што ќе сватиме дека навистина со својот допринос ќе даде своји кадри кои што можат да го направат, а тоа би било и за други региони, бидејќи поделбата на политички план негативно се одразува и врз самото население, уште се продлабочуваат покрај на верска основа, на политичка, а тоа представува како топовско месо за останатите политички партии од другите националности и не треба ние самите прво сами ние да се обединиме за да можеме едноставно да ги представуваме интересите на народот кој што живее во овие региони населен со македонци муслимани. Тоа би биле оние клучни елементи, сегменти за интеграција на ова население според мое мислење. Тенденции за оделување на македонците муслимани од македонската национална целост и конституирање во посебна етничка група се присутни и во Република Македонија. Таа пропаганда доаѓаше особено интензивно од поранешниот пратеник и бизнисмен Фијат Цановски и неговата политичка партија, Партија за европска интеграција ПЕИ и Сдруженијето Румелија, на така наречениот Торбешки форум, одржан на 2 јануари 2011 година во Струга, каде што е донесена така наречена Торбешка декларација и утврдено е барање за промена на Уставот на Република Македонија. Се работи за тоа во преамбулата на Уставот на Република Македонија, муслиманското население со мајчин македонски јазик да влезе како посебна етничка група, торбеши. Ова е втор обид за денационализација на македонците муслимани после узурпацијата на парламентарната говорница од пратеникот Фијат Цановски со барање за посебна етничка група торбеши. Назне имаше и се уште има во сите партии на македонскиот политички простор, но таму времето како да ни помина во залудни предизборни ветувања и редовни постизборни разочарувања и се разбира повремено заедничко оплакување на нашите судбински константи. Така да, како да не беше никому битно кој сме и што сме, туку само предизбори чии сме. Така потоа под мотото конечно за себе, како да созреваше идејата и свеста за потреба од наше политичко организирање, за да не бидеме повеќе измечари, туку партнери во политиката на Републиката. И добро е што конечно свативме дека нашата политичка иднина ќе биде она време кога нашиот торбешки политички и етнополитички би рекол хаос ќе биде наше минето. И така потоа се роди ПЕИ, наш надежен политички проект, убав како зората, силен како надежта. По мене во ред е да биде политички организиран народот, неспорно да има политички партии, иако во доволна мера има политички партии со македонска проминенција која што ние се осеќаме тоа и ги прифаќаме, така да добар дел од секогаш биле формирани тука ВМРО, биле формирани СДС и така натаму. Меѓутоа, неспорно е пак што била формирана ПЕИ. Меѓутоа, наметнувањето на тезата за торбешка нација, дека ние сме торбеши и дека ќе се формира веќе конечно таа нација, сметам дека е неприфатлива, воопшто не беше прифатлива за нашето население и од тие причини сметам дека не им успеа ни политичката партија така да стане во политичката сцена силна. Ние, ако гледаме историски, низ вековите било тоа како варијанта и ќе сме ја прифателе. Јас искрено секогаш сме го осеќале тоа како некоја навреда, како омалуважување. Јас може да кажам дека сум работел во Гостивар медицински центар и тамо, да речем, колеги албанци ќе рече, торбешите.
Значи, тоа значи, ете, остави ги тие се вакви или такви. Затоа сметам дека никогаш не сме го прифатиле ние историски тој и не верувам дека кој да е организатор, дали партија или било што, нема шанса тоа да се прифати, оти не го осеќаме тоа наше да е. Апсолутно не е тоа наше. Иако, генерално гледано, македонците муслимани не беа правично и соодветно застапени во институциите на власта, сепак тоа не може да биде мотив за нивна денационализација. Затоа и покрај позитивните исчекори, власта треба да обезбеди правична и соодветна застапеност на македонците муслимани во сите институции на власта и во локалната самоуправа. Ние во поново време и денес како македонско население со исламска вероисповест, како во социјализмот, така и денес им препорачуваме на политичарите навистина да сватат дека ние сме горди што го зачуваме јазикот на нашите поколенија. И јасно е дека да им докажеме дека навистина нашиот мајчин јазик ја определува нашата нација. Со гордост и горди сме што сме го зачувале својот мајчин јазик. Покрај сите премрежија од историјата, ние не сме против ниедна нација, не сме против ниедна вера, ние горди сме нашето население што припаѓа на исламската вероисповест. Но задоволство ни е што навистина и си зборуваме на свој мајчин македонски јазик. Но за жалост политичарите навистина денес на ова население треба да обрне посебно внимание, бидејќи доста ни е со тие третирања дека тие се албанци, турци и било што друго, само не се македонци. Јасно, како историчар ние, пишувајќи многу за нацијата, треба еднаш во Македонија да сватиме дека нацијата ја определува само мајчиниот свој јазик, обичаите и културата. Интеграцијата на жената од регионите населени со македонци муслимани треба да биде исто така значаен интегративен фактор во државата. Еманципацијата на жената, образувањето, вработувањето и вклучувањето во политиката на образованите жени треба да биде значаен дел на националната стратегија, бидејќи неспорно ќе дадат позитивен ефект во самоопределувањето на населението. Знаејќи е улогата на жената во рамките на семејството, како столб на воспитувањето и образованието на своите деца, таа има битна улога и во негувањето на јазикот и традициите на македонците муслимани. Негувајќи го и почитувајќи го јазикот на своите предци, се почитуваат и корените на својот опстанок и опстанокот на својата нација. Проблемот на интеграција на македонците муслимани во рамките на македонската нација опфаќа неколку аспекти, меѓу кои нивното интегрирање како составен и нераскинлив дел од македонскиот народ, без оглед на религијата, како и нивна интеграција на општествен план и поактивно вклучување во сите пори на општествено-политичкиот и стопанскиот живот на државата. При тоа мора да се гледа на двете релации, процесот на нивната интеграција од една страна и интеграцијската политика на државата од друга. Да се сватат современите потреби и проблеми на општествената и национална интеграција на македонците муслимани, неопходно е накусо да се проследат одделни процеси кои се одвивале во текот на повеќе децении по Втората светска војна и за кои генерално стои оценката дека македонската држава не востановила една конзистентна интеграцијска политика. Една голема сега мора да направиме отстапка дека во периодот од 50 до 70 година до 70 година има се многу иселено македонци муслимани од овие простори од Република Македонија, што значи една, ако не па една иста бројка која спомнуваме овде, дека има отидено таму.
по основна религија. Некои села дури во Република Македонија беа скроз заборавени, само постојат на географска карта, а нема население. Тој период тогаш Република Турција беше прогласена како муслиманска држава, а овие сите луѓе кои размислуваа дека исламот е делив од собраќата христијани, значи не се они нешто друго, сем што го користеле јазикот, заминаа во Република Турција. Помисла дека се национално муслимани го збориме во вестито и дека таму ќе го задржат исламот, а овдека во тој период религијата не беше затворена скроз за народот, ама беше едноставно као да е забранета во периодот кога бевме сите партиски во едноумието. Напротив, од различни идеолошко-политички и други позиции, непосредно по Втората светска војна, било присутно целосно игнорирање на овој дел од македонскиот народ. За жал, на тој план не е посветено доволно внимание ни по самостојувањето на Република Македонија по 1991 година. Улогата на жената кај македонците со исламска вероисповед е многу слична општо во нашето општество, дека жената се уште е носител на тие семејни традиции и вредности, со тоа што во средините каде што има претежно луѓе со исламска вероисповед, има и строго придржување на некои норми на исламот од страна на жените и тука исто би ја напоменала улогата како мајка. Жените се посветени на семејството и на децата, се грижат за домот и многу почесто се домајкинки, но сметам дека ова е нешто кое што полека се менува и од еден столб на семејството или таа грижа за домот, за децата и за семејството, дека полека имаме се повеќе примери на жени муслиманки кои покрај тоа што се домајкинки си ја почитуваат верата, имаат и успешни кариери, имаат своји бизниси или некои интересни идеи за реализација кои што полека го унапредуваат целото место каде што тие живеат, а општо и општеството станува понапредно. Мислам дека во руралните средини општо во Македонија важат овие правила, но дека е очигледен напредокот кој што се случува и во други аспекти. Значи, јас прво не би го споменал зборот пречка. Јас би кажал дека постојат помали или поголеми проблеми за интеграција нели во општеството на основа на религијата која што ја имаме. Затоа што историски гледано, наназад да земиме, па и во ова современо општество и денес, постојат проблеми на прифаќање, односно на неприфаќање на луѓето со исламска вероисповест, дали е тоа во општествениот, културниот, јавниот или политичкиот живот, заради постоење на предрасуди и мешање на верата со нацијата. Ова го мислам затоа што по мене мислам дека треба да има огромен јас помеѓу националноста, нацијата и верата, затоа што едно со друго не се восприемаат, имајќи предвид денешницава да ја земе, нели ние сме прогласени како секуларна држава, каде што нацијата е одвоена од верата и сметам дека така треба да продолжиме и тоа правило да важи за сите. Затоа што мислам дека ако таа пречка, тој јас се надмине, интеграцијата на муслиманите, на македонците муслимани би била безпрекорна и голем дел од нас како македонци кои што сме со исламска вероисповест, побрзо би напредувале во општествениот, јавниот, културниот, политичкиот или било кој друг сегмент во држава.